Македонија не беше поразена на бојно поле, таа беше поделена на дипломатска маса. Во 1913 година, без прашање и без глас на народот, беше донесена одлука што трајно ја промени судбината на Македонија. За да разбереме како дојде до оваа поделба, мора да ја следиме јасната историска низа од Берлинскиот конгрес во 1878 година, преку националните програми и пропаганди, до Балканските војни и, конечно, Букурешкиот договор од 1913 година. На крајот на 19 век, Македонија беше признаена како историска и географска целина во рамките на Османлиското царство, но нејзиниот политички статус остана нерешен. По 1878 година, соседните држави започнаа систематска борба за влијание, а Балканските војни само ја отворија вратата за конечната поделба. На Берлинскиот конгрес во 1878 година, големите европски сили го реорганизираа Балканот. Србија доби независност, Бугарија доби автономија, Романија доби меѓународно признавање. Македонија пак не доби ниту автономија, ниту политичка заштита. Таа остана отворено прашање. Во 1913 година, со Букурешкиот договор, Македонија беше поделена меѓу Србија, Грција и Бугарија. Најголемиот дел и припадна на Србија, Егејска Македонија на Грција, а источниот Пиринскиот дел на Бугарија и многу мал дел и припадна на Албанија. Македонскиот народ не беше прашан. Ова не беше мир, туку дипломатско редефинирање на границите без учество на македонскиот народ. Поделбата донесе насилна асимилација и прогони на македонското население и бришење на името Македонија од официјалните карти. Илјадници луѓе беа протерани, а идентитетот систематски потиснуван. Границите беа нацртани на карта, но последиците ги носеа луѓето. Историјата не може да се промени, но мора да се разбере.